На денешен ден исто така се одбележува годишно од еден трагичен настан. Тоа е акцијата на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија во диво, така наречената населба, диво населје во Кумановско, каде што специјалните единици на МВР тргнаа да елиминираат, да ја елиминираат најелитната терористичка формација која оперирала низ целиот регион. Акцијата беше успешно спроведена. За жал, Македонија изгуби 8 синови. 8 полицајци специјалци беа убиени во таа акција, но државата беше буквално спасена од нова војна и од поделба на самата држава. Тоа јавноста има впечаток, јас барем има впечаток дека не ја сваќа сериозноста на самата акција, на самиот настан. Можеби на тоа се надополнува и целото политиканство и шпекуланство кое го пушта Социјалдемократскиот сојуз во јавноста за тоа што навистина се случи во диво населје, бидејќи додека гинеа нашите синови, раководството на Социјалдемократскиот сојуз седеше на Facebook и пишуваше дека нашите синови си играат кај во Куманово, а во исто време тие беа убивани. А утре дента на местото каде што беа убиени нашите синови, Зоран Заев отиде да се слика без при тоа да знае од тие граѓани со кои се сретнува, без да има информации дали некој од нив воопшто бил соработник со луѓето кои беа вкопани, со терористите кои беа вкопани во диво населје. Никој не му паѓа на памет сите граѓани таму да ги квалификува како некакви јатаци, далеку од тоа, но тие луѓе таму биле вкопани со знаење на некој мештанин и со негова дозвола. Заев без да размисли отиде за да освојува политички поени и гласови за него од страна на албанците, отиде ги погази сите жртви кои ги даде Македонија во таа акција и отиде со нив да се слика и да се фотографира, се извинувам, и токму заради тоа видовме денеска се доведува во прашање дури и жртвата која тие 8 македонски синови ја дадоа, а никој не сака да разбере дека навистина Македонија ќе влезеше во голема и тешка војна доколку таа акција не ја извршеше МВР токму во тој момент. Не сум експерт за воен експерт или нешто слично, но едно знам, кога те напаѓаат, ти се браниш, можеш да дадеш многу помалку жртви, но кога ти им влегуваш во нивното дубло, да го наречеме, тоа е, претпоставувам, по логиката е многу потешка акција, бидејќи МВР беше таа која влезе прва. Многу потешка акција и токму заради тоа може да дојде до големи жртви. Што представува всушност диво населје? 2000 година имавме исто прислушкување на раководството на ВМРО ДПМН, кога тогаш беше на власт. На истиот начин беа пуштани, денес се ги нарекуваат бомби, тогаш се нарекуваа прислушкувани разговори во јавност. Бранко Црвенковски ги печатеше истите тие прислушкувани разговори, транскрипти од разговорите и ги делеше на новинари, на други јавни личности, со цел да им покаже еве што ви прави на вас ВМРО ДПМН, за на крај да се испостави дека истиот тој Зоран Верушевски кој денеска е многу присутен во македонската јавност, токму тој бил вмешан во прислушкувањето и дека Социјалдемократскиот сојуз го извршило тоа прислушкување. Веднаш по прислушувањето и по аферата Големо Туво која започна на крајот од 2000-та и почетокот на 2001 година, започна војната во Република Македонија. И сега гледате како не се повторуваат едни исти работи. Беа пуштени прислушкуваните разговори во јавност, започна војната, се направи мировен договор или се
потпиша рамковниот договор и откако се гарантираа сите права на албанците, дури отпосле Република Македонија правеше попис. Тоа е стратегијата која нас некој ние спроведува, бидејќи знае дека на терен сликата со бројките не е таква како што сакаат да ни ја представат. Да бидеме на чисто. Албанците ги заслужуваат сите права кои ги имаат во моментов, бидејќи ги имаат правата како што ги имам и јас како македонец, и некој друг како србин, и некој трет како турчин. Тоа е апсолутно неоспорлив факт. Тие мора да ги имаат тие права. Но не можете вие да правите војна, па да спроведувате рамковен договор и отпосле да правите попис. Денеска што ни се случуваше? На истиот начин. Прво беа пуштени во јавност прислушкувани разговори, потоа следеше нападот или акцијата во Кумановско, каде што сфативме дека имало сместена терористичка група која планирала да изведе 8 или 9 терористички акции во Македонија како би се покренала војна. Значи истиот план го имале како во 2001 година. Значи помина Куманово, за подоцна сега да ни се вади тиранската платформа на маса, а дури отпосле треба да правиме ние попис. Сега се бара тиранската платформа прво да се спроведе, а дури подоцна да може да се направи попис во Република Македонија. Токму заради тие причини беше спречен пописот пред неколку години кога требаше да се состави. Значи нас во оваа држава едни исти акции, дури нивниот редослед ни се повторуваат континуирано. И ние очигледно не наоѓаме механизам како да се справиме со овие акции кои ни ги сервираат од надвор. Значи исто како во 2001 година имавме прислушкувани разговори, војна, рамковен договор, па попис. Сега имавме прислушкувани разговори, диво населје, тиранска платформа, па дури отпосле да се прави попис. За жал, тоа е акцијата која и се спроведува на нашата држава. Сега ВМРО ДПМН од позиција на опозиција ќе спречува се што е предвидува таа тиранска платформа, се разбира она каде што се бара двотретинско мнозинство. Социјалдемократскиот сојуз ќе се обидат преку неколку закони да пробуткаат како што е да се растегнал како што они велат законот за јазикот, но многу горливо прашање е спорот со Република Грција. Социјалдемократскиот сојуз ќе цели на тоа што побрзо да се реши спорот со Грција, поточно да се промени уставното име на Република Македонија. Република Македонија да биде внесена, така да се изразам, на клоци и безлична, без свој лик и без свој име во НАТО или во Европската унија, се едно, и на тој начин назаев да му заврши и политичката кариера и нели сето она за што всушност тој бил платен да го изведе. Сега ВМРО ДПМН како победници во опозиција ќе имаат шанса да спречат дел од процесите кои се на штета на Република Македонија. Како што напишав и на социјалните мрежи, тоа и го мислам и имам информација дека е така. Никола Груевски допрва е спремен и решен да застане на браникот на интересите на Република Македонија и на сите граѓани кои живеат во Република Македонија, бидејќи човек кој до сега нема изгубено, човек кој до сега победил 11 пати на избори, оди во опозиција како победник. Од друга страна го има Зоран Заев, кој изгубил 5 пати на избори, никогаш во животот не победил, сем на локални избори во неговата Струмица, и она главното, претпоставам дека веќе сите го знаете, дека ВМРО ДПМН не се бореше со Социјалдемократскиот сојуз на овие избори и цели овие 3 години, туку ВМРО ДПМН се бореше против многу поголеми меѓународни играчи во политиката кои имаат своји интереси овдека во Република Македонија, и токму таа истата ВМРО ДПМН, истиот тој Никола Груевски, 11 години одолеа на сите притисоци од меѓународната заедница
да се смени името на државата и да се смени уредувањето на Република Македонија. И јас лично, како Никола Србов, а верувам дека и мнозинството граѓани, мислам дека треба да застанеме позади опцијата во која можеме ние да се идентификуваме и која би можела во иднина да ја спаси нашата држава, сите заедно да се консолидираме, да застанеме рамо до рамо и да почнеме една стратегија или операција од почеток со цел да ја бутнеме оваа влада која сега во најава и ќе се состави.